На 23 ноември 1943 година на улицата Моша Пијаде во Карапмало е роден Чедомир Јордановски Черчил. Потекнува од сиромашно семејство од татко Урош и мајка Драга. Со ракомет започнал да се занимава на 14 годишна возраст во основното училиште Кочо Рацин под водство на познатиот тренер Стојмир Саневски. Пред се тоа беше некаде околу 61-63 година, кога почнавме со припрема на градските лиги во основните и средни училишта. Со почнување на градските лиги наидовме и на проблеми да се формираат и игралишта да се направат во Куманово. Тоа некако набрзо се случи и со почнување на надпреварите во 8-годишните училишта се појавија и голем број на талентирани деца. Меѓутоа и интересот од децата беше многу голем. Во таа една голема група на првата генерација на ракометари од Куманово беше Чедо Јордановски со надимак Черчил, Чедо Трајановиќ, Сречко Тричковиќ, Васе Милановски, Наип Наипи, Томе со прекарот Цана го викавме, идниот млад талентиран голман. Така да тоа во почетокот некако неорганизирано делувавме затоа што малиот ракомет продре во Куманово со оваа млада генерација, уствари првата генерација ракомет на Куманово. Чедо некако си по темперамент беше жив, трчеше на сите страни, насмејан и весел и некако сам си го одбра и местото во ракометот. Одлучи да игра централен напаѓач или ние како го викаме во ракометот пикер. Од млади години он почна да игра ракомет токму на овој терен овдека, на земјани терени, па прерасна во еден извонреден ракометар, извонреден спортист, понатаму тренер, педагог, ракометен судија и направи една долга и успешна кариера. Нема кој од постара генерација во Куманово кој познава спорт, кој познава ракомет, да не го знае Чедомир Јордановски Черчил. Тој е икона за ракомет на Куманово. Овдека, знаете, сега е убаво, го гледаме стадионот, гледаме ова, тоа е лепото. Кога ние почнавме, ова беше обична шљака. Од шљака знаеш што може кога паднеш да дојдеш, дереш кожа од телото. Не се жалевме, ни ја, ни Чедо, ни Сречко Тричковиќ, ни сите други моите соиграчи. Тој се трчаше, тој се падаше, тој се скокаше. И потоа се направи асфалт, малку се подобри ситуацијата и беше малку поарно. А сега гледам, сега е ова смерак да играш. На 18 години заминува во ДТВ Партизан, каде успешно ги совлада тајните на ракометната игра, а тренер му беше Славко Симоновиќ Учо. Пред да замине на отслужување на воениот рок во 1964 година, настапуваше за екипата на Металец, а по враќањето од воениот рок во 1966 година продолжува да игра во екипата на 11 октомври под водство на тренерот Саневски, на кој му помагаа Марич и Трауп. 5 години сум помал од него. Тој играше овдека за Партизан на овој терен. Јас уште не бе ни почнал да тренирам. Тој замина у армија 63-64 година. Јас 64 година дојдов овдека да тренирам и да играм за ДТВ Партизан. Тогашна екипа се викаше ДТВ Партизан. А имаше и друга екипа во дом на армија, се викаше Младост. Потоа се прекрасти у Металац. 1969 година од Србија добив, од Ракометната федерација на Србија добив покана да ќе се држи семинар по ракомет во Дечани на Косово. Ама да поведам со мене и 1 до 20 ракометари, млади, талентирани. Мене веднаш ми падна на памет, викам, ќе го поведам Чедо, и еден од Крива Паланка се викаше Станко. Ги поканив, појдовме тројцата на Косово, 20 дена бевме јас на припремите за
kao mlad trener, a ovие младите ракометари, они има тренинзи посебно, физичката припрема и технички уигравање во ракометот. На почетокот на 70-тите години Јордановски продолжува да настапува за матичниот клуб кој од 11 октомври е преименуван во Куманово. На настапите за Куманово секогаш го даваше својот максимум, се бореше за клубот со сите сили и знаеше да внесе позитивна енергија кај клубските другари. Тој е бил силно момче, јако, здраво, играше ракомет со срце, борбен, за него не представува слабост или да кажеме да има умор, да се умори, спремен свако време да игра. Тој пола екипа ја носеше, ја мотивираше да игра во бол. Толку беше борбен, толку беше силен, не се жалеше себе. Јордановски, кога излезеше на терен, за него противник не представуваше закана. Дали е појак противник или послаб, тој го даваше својот максимум на секој надпревар. Чисто професионално, иако беше аматер, се однесуваше озбилно, професионално и за него немаше изгубен надпревар. Он имаше изгубено надпревари. По 2 ноќи, по 2 дена не беше мирен кога изгуби. Тој не знаеше да губи. Тој и даваше и на целата екипа, и на помладите играчи, негови соиграчи, и даваше елан, снага и моќ да издржат и да дадат свој максимум да дојдат до добар резултат. Не знаеше да трпи неправда која ја нанесува судиите или противничките играчи, и тој на момент малку ќе експлодираше, али под контрола беше седен. Тој има уствари и ден денеска весел дух. Тој беше друштвен човек. Дали е за време на спортски надпревар, пред спортски надпревар, после надпревар, или вака во цивилно дружење по меани, по седенки, по игранки, тој беше како водач на друштво. Духовен, во права смисла духовен водач на друштво. Тој беше омилен меѓу другарите. И пошироко, ние бевме по 12-13 луѓе у друштво, а потоа кога се оженивме, така некои се и меѓу себе се ородија и долго време после тоа си дружевме. Увек насмејан, увек да се нашали, да направи штимот меѓу екипу и меѓу нас ракометари. Па види, Чедо како играч, Черчил, нели, познато Черчил му е презиме, играше, па да ти кажем, од голманско место, свите места у ракометна игра ги можел да ги игра. Поготово е бил, значи централен бек играше ја како дете со него. Десни бек, пикер му беше, значи, совршенство. Тој беше пикер, ја ги споредувам како денешниве современ рукомет пикер, кој знаеше денешните пикери у 21 век послабо паѓаат праволинijski. Тој знаеше еден пат, тој невиден, тој немаше го таков пат у бивша Југославија, тој невиден пат кој ќе шутира на гол, зборам, знаеш. Така добро шутираше на гол и со убав стил, тоа е изузетно нешто. Неверојатно даваше убави голови, дали од скок шут, дали од паѓање. Така да по завршување на секоја утакмица се знае кој би највише модрици ќе имаше. Тоа беше централниот напаѓач Чедо. Па секогаш беше весел, насмејан, беше брз, интелигентен. Така да со своето однесување и со своите настапи, со својата игра и контактите со играчите, па и со мене како тренер, беше отворен. Така да нешто неверојатно. И со своето однесување тој се наметна и како водач на екипата. И мислам дека Куманово после него имаше ракометари. Меѓутоа, како него, јас не можев да откријам. Мислам дека поталентиран, похрабар, посмел. Ние кумановци имаме еден израз видра човек во нападот
мислам дека немавме. И сакам да кажам дека навистина Чедо Јордановски не ни беше само тренер, ни беше и како втор татко. Секогаш ни даваше совети, секогаш не прашуваше да не сме нешто загрижени, да не сме нешто, да немаме некои проблеми и доколку имаме тој ги решаваше експресно. Незаборавните турнири Карпош, кои со години се одржуваа во Соколана пред голем број на љубители на ракометот, траеа во период од 1975 до 1979 година, а Чедо Черчил како член на ракометниот клуб Куманово имаше квалитетни настапи пред домашната публика на овие надпревари. Во долгогодишната успешна ракометна кариера имаше чувство за работа со младите генерации. Од нив многумина за првпат зачекоруваа на теренот на Соколана. Секогаш им даваше драгоцени совети и поддршка за поуспешно совладување на ракометната игра. Па јас сум имао од njega puno savjeti, ali to jedan savjet mi je ostanalo da ja sam bio golman parader i on me posle savjetuje, той се брани вика голман парадер вика на фудбала, а не на рукомет. И ја сам нешто послушаја, нешто не, пошто јас сам гледа и да направил задоволство на публику, да направил параду, да се види дека стварно вредиш нешто. А Чедо, тој ми ја советува и ја после сам нешто прифатија, нешто не. Немој да се плашите, играте мушки, јас сам туе покрај вас и штитие не е. Може да кажем, например, лично за себе, дека играме во училишен спорт браќа Миладинови со Барем Шабани школо, доваѓа после утакмица Чедо Јордановски и ми вели сакаш ли Александре да игра за Куманови. Така јас станав значи со него соиграч, па може да кажам тој ме водеше, ме научи сите елементи во ракометната игра, анализира ga голмана и ми вели дојде вам на утакмица, например, се одлучува некој гол 2, нели да извадиме некој бот на страна, вика нему шутирај све, например, петечно на десна страна, шутни му жабица, тој велеше жабица, значи топката да одскокне од теренот и да влезе во гол. Разбираш им? Така да многу пати не е учел најодлучни моменти од утакмица, кажени ние во наша корис зедеме бот или 2 на страна. Во долгогодишната тренерска работа, Јордановски успешно ја предводеше и женската ракометна екипа од Куманово. Дојде Чеде, ме одведе во текстилот да се упознам со тие другите што ќе почнат. Почнаме, немам речи за него. Се може да кажам најубаво. Тој беше не како тренер, како брат, како татко, не учеше. Тој многу сакаше пенали да шутирам. Ќе застане до мене, ме тераше да се завртам на 7 да не дадам преступ за да дадам гол. Тој бие како другар со нас. Он не е делел, пример, меѓутоа тој е бил постар од нас, али е со нас бил како еден другар. Ќе играме утакмица, па и со смешки ни направи. Ајде вика, ќе играте, ако играте, ќе ве частам. Кога победиме, тоа е стварно радост. Таа генерација беше меѓу најдобрите што ја оформи Чедо. Тоа бева Гордана Нешкова, Миленка Крстевска, Мира Тричковиќ, Љубица Кузмановска, Мира Гума, Дајлева, Зага Дајлевиќ, сестра и Маца Дајлевска. Па тие беа убавка, голманка и она ја заменуваше Мира. Пред 50 години, како дете, кога дојдовме заедно со моето другарче, едноставно да ги погледаме другите категории што тренираа во ракометниот спорт, дојдовме до топка, бидејќи во тоа време да се дојде до ракометна топка беше голема работа и успеавме да упатуваме неколку удари према голот и одеднаш позади мене се створи еден човек, така
силен, снажен, спортист, прав, и ме запраша дали вие, момче, сакате да тренирате ракомет. Јас во тој момент не знам што да кажам, едноставно бев збунет, зарем можам ја да привлечам внимание за да дојдам да тренирам ракомет во Куманово. Заедно со Јордановски ме однесе во Слачионица и за прв пат во историја ми подари едно дресче од Куманово, мајча со обележje на ракометниот клуб Куманово и прекрасни патики шангајки, полувисоки со црвено обележje. Може да ги спомнам играчите со кои започнавме овде во Соколана, а само да напоменам дека тогаш имаше трета екипа, значи ние бевме регрутирани во трета екипа, имаше втора екипа Искра Куманово и прва екипа и се качувавме скалило по скалило. Не можеше веднаш да се дојде во прва екипа. Значи треба да се докаже во трета екипа, па заминуваш во Искра Куманово, дури тогаш чукаш на вратата на првата екипа Куманово. Јас бев еден од најмалите и се чудев како јас ќе успеам во ракометниот спорт. Тука беа Ангел Шајче, тука беше Зајко, Бус, Ласто Пикер, Гарничо Баранеше, така да полека и избледеле сеќавањата. Работно. 100% искористен тренинг. Озбилна работа. Имаше си своја метода, тоест начин на тренинг. Кога се одржуваат кондициони тренинзи, кога се одржуваат тактички тренинзи, кога се одржуваат тренинг над превари. Тој си имаше план и се си работеше онака како што треба, професионално и озбилно. Па екипата нормално ја подготвуваше на педагошки начин. Значи, не го поценуваме противникот. Значи, уште тогаш Чедо ги знаеше, ги анализираше противничките играчи. Значи, не припремаше, играта нивна ни ја анализираше и втора фаза, значи како да играме против таа екипа. И да ти кажам, све неговата идеја ја остваруваме на терен. Во 1978 година ја прекинува играчката кариера, но по само 2 години повторно се враќа во екипата на Куманово. Останува верен на клубот до 93-та година, кога и официјално ја заврши исклучително богатата кариера, која според многумина е единствена во градот. Черчил беше локал патриот и таков остана до крајот. Куманово секогаш беше во преден план во неговата кариера, иако имаше понуди да замине во други клубови. Семинарот го водеше тренерот на Црвена звезда Ѓорѓе Вучинич. Пред да се разделиме и се поздравихме и Вучинич ми вика: "Јели Саневски, дали би овај момак твој кој си удово неверојатен е талентиран, дали би дошao у Црвену звезду?" Ја му одговорив, викам: "Не знам, ali mogu da ti kažem da je neverovatno emotivno vezan za svoju porodicu. Ja mogu da ga pitam, ne, nemoj da ga pitaš, ja ću da ti se javim." Posle 3 meseca, nekada u oktobar, mi se javio, vika: "Šta ste odlučili?" Vikam: "Ne verujem da će da dođe." Nisam ga pitao i to je jedna epizoda što mislim da na Čedu ne sum ne kažal, evo ovo je сега prvi put da mu kažem da je imal покана od Crvena zvezda da igra. Може да кажам за него, например, тој имал понуда да игра и на страна, меѓутоа тој си е одлучил да си го сака најповеќе Куманово. Нашиот клуб и тука и остана. 34-5 години играше, не? Градот Куманово му упатува голема благодарност за се што направи за развојот на ракометот во нашиот град. На свак тренинг смо биле како една фамилија овде. На сваку утакмица, на свако патување, на свако гостување во други градови, на сваки припреме кога смо ишле по Дојран, по Струга, по Омиш, тоа е било колектив, како една фамилија исто. Браќе, едноставно како браќе. Тоа се толку е било сплотено. Не смо имале ми никаков, речево, материјални корист за нешто да играмо, чисто од љубов, чисто од меракво, што викаме ми наши кумановци. Таков човек се раѓа. Не се ствара, него се раѓа како легенда, како водач во секоја смисол. И во се е водач бил. Лидер, просто речено лидер. Pa Čedo ga pamtim u Skoplju jedan put protiv Mikre, igra smo i ripnavamo puno.
едно тројца, четворица, други се разбегава, моме, Вуксан и овој останама ми туја и овој. И Чедо после тоа ема ваја еднора преку одладу ери паја да растине да овој. Како комплетну слику за njega може да кажу дека све најболе. Нема лошо, пошто ја знам Чедо Чурчил откако дете и сам гледај кажа како друга татка. Пошто татко ми нон-стоп ише по терени, оме саветуваја и Вуксан. Прво и како спортист е почитуван у град, па потоа меѓу луѓево у фабриката каде што работеше беше изузетно почитуван. И мене ми е драго што еве да ти кажам, значи ме воведе во ракомет, сите елементи од него ги зедов и многу сум задоволен што таков човек во животот сретнав. За Чедо можам најдобри зборови да кажам. Тој беше единствен што ми помогна во мојата спортска кариера. Тој ме научи и како се игра ракомет, како уште подобро да бидам. Кога со господја Винка, сопругата на господинот Јордановски, сме сретнати на плошта, така се сеќам баш на тие моменти, и јас како дете се представувам, јас сум Зоран Кузмановски Кузе, и кога господја Винка рече ти ли си тој Кузе, веќе 5-6 години мажот ми на глава ми се качи да видиш Винка што сум донел дете во ракомет, па мислам дека е бисер, бидејќи гледајќи го Чедо како играше ракомет, со каква леснотија, мислам дека многу генерации млади се упатија овде во Соколана, во овој прекрасен храм и го засакаат ракометниот спорт. Од богатата играчка кариера на Чедомир Јордановски ги издвојуваме следните резултати. Пласман во 8 на финалето на Купот на Југославија, каде екипата на Металец учествуваше во сезоната 62-63. Прво место на турнирот Карпошијада во 1978 година, кој се одржуваше во Куманово, каде Јордановски го предводеше победничкиот тим. Го има освоено и првото место на југословенските спортски игри кои се одржуваа во Сараево во 1984 година. Во успешната кариера Јордановски има одиграно над 500 надпревари за својот матичен клуб Куманово.